3 дена имавте пауза од меѓународната анализа. Какви промени донесоа овие 3 дена? Не сопре ниту една воена агресија, кога се работи за војните кои што се во тек, но деталите ги препуштам во рацете на моите колеги, кои што се во седниот дел од студиото. Срѓан на Идејан, добро утро ви посакувам. Добро утро, Александра, благодарам за најавата и убаво рече дека ништо ново не донесоа овие 3 дена кој е во поглед на спречувањето на војните действија, туку може да се каже дека само ги засилија и дека бележиме зголемување за жал на цивилните жртви и цивилните повредени, што секако ќе разговараме сега со Дејан. Дејан, добро утро. Добро утро. Хајде да почнеме со терористичкиот напад во Дагестан, во федералната единица на Руската Федерација, каде што исламистички групи направија два, ако не се лажам, терористички напади на две места во Дагестан, во Махачкала и во Дербант. Во нападите настрада неколку сили на 15 до сега загинати полицајци, 5 терористи и свештеник. Еден свештеник на кој му бил пресечен вратот, значи бил убиен на еден. И јасна е намерата. Нападнати се две цркви, една синагога во муслиманска средина, јасна е намерата дека се работи за терористички напад кој има за цел дестабилизирање на ова федерална единица во Руската Федерација, која е, да кажеме, во срцето, па сега ако се земе во предвид дека во војната во Украина се стрела врз пограничните делови на Русија, има опит за дестабилизација Ерменија, Грузија. Тоа е тој кавказски дел, не? Тоа е тој кавказски дел. Што да се каже, малку има информации, тоа го коментиравме, да се случеше ова во некоја западна држава, веројатно ќе имавме ќе имавме од секунда во секунда онакви кроки вести, вака многу малку се знае. Нападнати се, значи, во Махачкала и во другиот град. Она што е интересно е дека гувернерот на таа провинција каде што се случи нападот е уопсен, бидејќи неговите двајца синови се докажало дека учествувале во тие терористички и убиени се, да. Но останува прашањето што била намерата. Ние можеме да претпоставуваме, очигледно е. Муслиманска средина, синагога и православна црква се нападнати. Погубен е еден свештеник, независно ни една религија, знаеме и сами дека свештеник и верски објект не се напаѓа. Тоа е харам во секоја религија, да се убие свештено лице. За жал ова е прекршено тука. Ќе видиме што ќе се случува. Русија мораше да знае дека ќе биде цел на терористички напади откако ја почна специјалната воена операција, агресија или како веќе ќе ја наречеме. Од друга страна се чини дека ова е некој контраудар на антируските, антипутиновите сили во светот, бидејќи паралелно се случи претходно и за викендов оној ракетен напад врз Крим, врз Севастопол, каде што исто така имаше жртви. Сега таму имаше цивилни жртви многу. Да. Не многу, 3 жртви, од кои 2 се деца, но бројот на повредените е над 150. Сега што е интересно, доаѓа во време да го споиме. Над 20 деца се повредени. Доаѓа во време кога западното оружје први не му беше дозволувано, не и беше дозволувано на Украина да го користи, потоа излезе State Department, уствари Пентагон, мислам, сега нека не ме фаќаат за збор, но Вашингтон официјален и рече дека украинците може да го користат тоа западно оружје и за други цели, не само за одбранбени, што како да му даде Да, ма не верувам дека Вашингтон дал зелено светло, се гаѓаат капачи на плажа. Се обидувам да објаснам дека им е дозволено да гаѓаат, но сега ова дали се работи за грешка или за злоупотреба, тоа треба да се покаже. Бидејќи, знаеш, у секоја, па и у војна има неодговорни... Дефолт е воено злосторство. Сакам да кажам, дури и во војна знаеме дека понекогаш има неодговорни учесници кои можеби немале наредба, може се случила и грешка, знаеш. Но како и да е, жртви има, што кај мене, а и еден дел од меѓународната заедница, сега побудува едно стравување кој ќе биде одговорот на Русија. Бидејќи се поместуваат границите на целиот начин на војување, сето ова беше може би геостратешки, јас и ти почнавме, но не го докажавме
изиритирано од Путиновиот удар дипломатски први на Северна Кореја, потоа на Виетнам, бидејќи што направи? Што направи? Северна Кореја и Виетнам се геостратешки многу важни за Русија и за истиснување од Западот и за одбрана од Кина. Ако ја видиш картата геостратешка, Кина се наоѓа под чадорот на Русија и е безбедна од таа страна, може да се фокусира на своите воени действија кои би ги правеле, па како например Тајван. Значи грбот на Кина да се заштити. Кина, да, и страните на Кина, значи Виетнам не е случајно избран и не е Северна Кореја избрана, особено на изјава нападот врз Северна Кореја, напад врз Русија, нападот врз Виетнам, све менува. Геостратешки Кина станува сега по-растеретена да може да се фокусира, а истото така Кина ќе помага па на Русија. И сега ова може би беше од мазнички акции, а може би и случајност. Но едно е сигурно, многу симптоматично се случија две работи, еден терористички напад во срцето, да кажеме, на Руската Федерација, условно речено, и втората работа, нападот на Крим, бидејќи Крим по долго време е напаѓан, но не е погодено цели како што сега беа погодени. Русите објавија дека непосредно пред нападот на Крим, еден наблюдувачки авион на Соединените Американски држави бил во меѓународните водини на Црното море и дека наводно го снимал целиот тој терен. И тоа е директно обвинување до Вашингтон и до Пентагон дека нема веќе ракавици, ако забележуваш, нема веќе она криве овој. Не, они викаат вие сте криви. И сега што при Русија Крим го поедноставува нуклеарниот план, така? Практично најавено е дека Русија ќе ги смали процедурите за одлука за употреба на нуклеарно оружје. Тоа е она тактичко, се разбира. Не верувам дека се однесува на стратешко, бидејќи е проблем со атомското оружје. Знаеш, Северна Кореја е атомска земја, но има две ракети. Увек има некоја друга држава која има повеќе ракети. Така да не верувам дека е за стратешко, но ти е рекоа за нуклеарното оружје и сега ако го повржеме со изминатата недела дена каде што Русија правеше воени вежби со тактичкото нуклеарно оружје, да подсетиме и да им објасниме на гледачите, тактичкото нуклеарно оружје први не подлегнува на никакви меѓународни правила и како да се употребува, значи нема оние старт 1, старт 2 што беа кога и како се користи. Второ, тактичкото оружје при употреба не се шири радиација како стратешкото и трето се шири, па нема таков голем обим. И трето, тактичко нуклеарно оружје може да бидат и нуклеарни куршуми за пешадиско оружје, значи али може да бидат и сосема солидни ракети. Во секој случај поместени се границите, тоа се обидам да ти објаснам, што е поместена граница. Веќе се гаѓа и кај што треба и кај што не треба. Второ, поместени се на границите, веќе нема во ракавици, види виновни се украинците кои соработуваат со НАТО, него вика виновно е НАТО. Виновен е Бајден, вика. Значи веќе поместени се границите, нема веќе тргање од страна кој може би е виновен, него имаш директно обвинување, нешто што уште Бајден пред 3 месеци ги помести границите, го нарече Путин дека е воен злосторник и од тогаш се затвори кругот дека они двајца би можеле некад да седнат и да преговараат за мир во Украина. Да. Ајде имаме уште некои 3 минути да видиме Блискиот Исток. Искрено очекував да почне војна овој викенд со меѓу Либан и Израел. Не, очекував од висок интензитет војна. Види, да... Значи имаше силни гранатирања од двете страни. Но има еден проблем. Значи, се уште Израел, односно според изјавите, ја не можам тоа да го тврдам, но гледам, се уште Нетањаху во Вашингтон, каде што беше на средба, ги обвинува во сред Вашингтон дека недоволно испорачуваат оружје за потребите на Израел. Само 2 дена откако Вашингтон излезе со изјава дека што и да прави Израел, ние мора да го поддржиме во било која војна. Значи му дава малце надеж, а после не му дава. Така барем изгледа. Таму војната веќе трае. Прашање е на време кога ќе пукне отворен конфликт, односно отворениот конфликт се намерите на Нетањаху и на Галант, особено Галант, неговиот министер за одбрана, тој јастреб кој седи во кабинетот на Нетањаху, да направат копнена инвазија врз Либан. Либан е исто така меѓународно признаена независна држава и тоа би било буквално
агресија. Они тоа го нарекуваат копнена операција по урнекот на Путин кој направи специјална војна операција. Израел так имал до сега кузне колку. Значи, поместени се границите. Сега, при таков влез на Израел, влегува во независна држава каде што имаш војна формација Хезболах, не терористичка организација, која брои 70-80 илјади добро вооружени војници, што вака као бројка, можда не е некоја голема, но колку може па Израел да прати војници во тука некаде. А времето на Рамбо одамна е поминато, така да, тука. Втора работа, Иран и незините има помоши. повеќе 100.000 проектили, така? Да. Трето, она што е многу интересно со Северна Кореја, не го протолкувавме. Негде околу, ми се чини, 200.000 доброволци од Северна Кореја се понудиле да дојдат да се борат од страната на Русија. Путин тоа каже дека го одбил тоа, дека немале потреба. Види, дали го одбил? Дали го одбил? А не знае, па да. сигурно. И сега, знаеш, полека почнува, оно и знаеш... И сега има една друга работа што почне да вика Украина, Западот е сојузник, нели? А на Русија официјално Северна Кореја е само сојузник, кој праќа оружје. А како е само Кина? Официјално говори. Само. Пола свет. Европа, Европска унија и Америка ветија милион гранати, испорача едва и 300.000 гранати, а Северна Кореја сега испорачено 5 милиони гранати. А кој си сплати повеќе? Сега знаеш како ќе ти кажат овие што се прозападните, ама кој е квалитетот? Па види, што има врска на тоа? Па ја викам, не е важно каква е дали е квалитетна експлозијата или не ако однесе човечки живот. Проблем е, знаеш што, пошто ако видиме пред нас стар тенк, ќе кажеме, а старе ми е гајлер. Мене тоа ми текна пред да влезам во студио. Ти ја сакаш историјата, и јас малку 1913-12, нели она пред Прва светска војна и Прва светска војна, кога можевме да видиме како гурки непалски со британско знаме се борат, како француски бербер или како се викаат со француско знаме се борат, така ќе видиме изгледа или руски или либански војници со коси очи како војуваат, а тоа е она што го збориме глобална светска војна која не само што не се смирува, него овие како што тргнало ова ќе биде не за година-две, него уште до крајот на годинава. Сите чекаат што ќе се случи у ноември во изборите меѓу Бајден и Трамп, и покрај тоа што и ти и јас сме свесни, а и тие што многу подобро знаат од нас дека кој да дое таму има стратешко однесување на нивната политика и не ни се пишува добро како што тргнало. Дејан, малку пробивме, само една минута. Секога. Едно прашање. Уште малце ќе пробиете, се надевам нема да пречи. Бидејќи зборувавте некако често околу муницијата, како би го прокоментирале едно од последните објави на Financial Times дека Србија и помага на Украина со 800 милиони евра. Имаше, да видя, прецизни, тоа беше изјава на Александар Вучич која ја пренесе Financial Times, они направиле интервју со него, со српскиот претседател. Тој вели дека они речиси милиарда евра е купена муниција и оружје од Србија, но тие се продадени на Америка, на Канада, на Чешка, веројатно на некоја Белгија, ако не се лажам. Сега, патот на оружјето е таков секогаш. Значи, нешто што може би Босна и Херцеговина го продала пред 10 години на некоја земја, утре ќе заврши на некој друг фронт. Значи, патот на оружјето не се контролира или тешко се контролира. Сега од друга страна треба се наивен во ова време да мислиш дека оружјето што го продаваш нема да заврши на фронтот каде што дневно се трошат по илјадници гранати. Ајде да гледаме и овака малку. Можеби таа изјава и политичка. Зошто? Политичко-дипломатска. Ако Вучич е под некакво обвинение дека не дава санкции кон Русија, дека е пропутиновски ориентиран режимот во Белград, тој веројатно сега гледа дипломатски можност да каже чекај, ние не ја признавме воената агресија врз Украина, ги признаваме незините граници и еве кој вика дека ние со Путин сме добри, ама сепак на Украина може да ја продадеме оружје. Инаку муниција. Инаку зошто он би ја дал таа изјава? Па ти денеска имаш луѓе, ратни војни профитери кои продаваат муниција на непријателот со која убиваат нивни војници. Тоа го знаеме. Сега,
надворешната светска политика ни една изјава не е случајна. Сега ја можам само да карикирам, но ми се чини дека оваа изјава на Вучич има задача политички, дипломатски да се приближи, да му каже на Западот, ние кој вика дека сме со Путин? Тоа Додик е со Путин. Ние сме евроинтегративни. Тоа е таа политика која игра Белград, еквилибрира по урнек од една стара држава која и Срđan сме родени, СФРЈ се викаше, и со тогашниот лидер и председател на таа држава Јосип Броз Тито, кој вешто еквилибрираше помеѓу истокот и западот, и имаше многу пријатели во светот, што после неговата смрт на крај дојде време да се плати цехот за целата таа политика. Ви благодарам многу, благодарам за утринската анализа која што имаме можност секој утро да ја гледаме веднаш по вестите.